учесниците од нашиот град, од ова Сдружение Епилепсија Македонија, организираат една акција денес, различни, а сепак исти, тоа е нивното мото. И јас како градоначалник и општина Прилеп даваме максимална поддршка на сето ова што го прави ова Сдружение. Сакаме системот да биде успешен, со тоа што тие ќе се вклопат во нашиот систем. Може да ја подобриме инклузивноста на овие луѓе, вклопувањето во сите пори на нашиот систем. Исто така треба да ја стопираме дискриминацијата, што некогаш многу често се врши према овие луѓе. Понатаму се надевам дека и државата и ние како општина што се залагаме да се реши социјалниот статус на овие лица. Најголем дел од овие лица што имаат епилепсија не се третира како болест, туку како состојба. И тоа му дава за право да не бидат дискриминирани и дека може да учествуваат во сите поли на животот и во сите професии, без никакви проблеми и без никакви пречки. Ние веќе 5-та година постоиме, се соочуваме со истиот проблем. Веќе прифаќањето на општеството и на институциите полека го добиваме, но кочницата ни се самите лица кои што јавно не сакаат да проговорат за својата состојба, што пак ни ја отежнува дополнително нашата работа. Можам јас да кажам дека повеќе социјален отколку медицински проблем, заради што медицината е дотолку напредна, па поголем дел, односно кај 80% од лицата епилепсијата може да биде ставена под контрола или па дури и да се излекува, но фактот дека, како што кажав, дискриминирани се овие лица не се кажуваат јавно, па дури и излекуваните лица. Ние имаме, значи познавам јас лица кои што имале во детството епилепсија, сега се нормални, здрави луѓе, водат нормален активен живот, но за жал не сакаат јавно да проговорат. Институциите делумно можам да кажам ги прифаќаат, но во голема мера не, заради што и самите работодавци не ги прифаќаат овие лица и не можат значи да остварат основно екзистенционално право, но од друга страна па државата не ги згрижува по основ на да речам лица со хендикеп и тука е тој јасен се јавува една да речам дилема која што дали лицата се или не се хендикепирани. Во голема мера значи и ние како организација се залагаме дека овие лица не се хендикепирани, односно може да бидат продуктивни и самите лица се чувствуваат така и така треба да бидат прифатени. Има повеќе од 40 видови на различни епилепсии и не може да бидат класифицирани како едно исто. Има лица значи на кои што им е потребна секојдневна грижа, тие лица се оние лица кои што би биле хендикепирани, останатите лица кои што во некој дел од животот имале епилепсија и сега се веќе излекувани или под нападите ги ставиле под контрола, тие се оние лица кои што заслужуваат нормален начин на живот како и сите останати здрави луѓе.